Ја бев свестен дека Елизгав терен кога ќе се опфати за овој критериум за овој дел и нагласив, многу добро кажав. Дошто 2, дошто не се 5, и укажав од аспект дека има и предности и негативности. Тука нема дискусија. Нема идеални решенија, тоа се луѓето. Имаме други елементи кај што ќе можеме да следиме. Ако гледаме од тој аспект, тука нарушувате мобилноста. Имате вие по вертикала и по хоризонтала серија на институции кои што се во суштина тој законот. Да имаме една идентична слика. Ако едно лице во една институција не го разбира органограмот на друга институција што му е сродна, како ќе имаме мобилност, например? Така, не можеме да го земеме во истата институција, па да има да познавање. Во ред е, превземањето, сакам кажам од практичен аспект. Затоа и го поставив акцентот на ова другото што повеќе ме загрижуваше. Во ред, може да се договориме, може да се преговара, може да утврдите вие, но дискресионите права за унапредувањето во делот на 45 и 46 што ги спомнавме, многу повеќе загрижуваност прават, отколку дали ние ќе најме заеднички јазик да бидат 2, 3 или 5 години или воопшто да го нема тој критериум. Дори и одредба една со подзаконскиот акт кој што треба да опфати тие критериуми, тие работи што треба да се исполнуваат, барем некако да се дефинира, да не се остава на буквално на желба на функционерот, како што стои во законот, или секретарот да одлучува за желбите на определени вработени. Дали некој му е убав или не му убав, ќе биде причина за негово напредување од категорија во категорија или не. Благодарам.